Ете така, на големо задоволство на сите нас, овие денови во нашава држава пристигна нашите роднини хунзите кои што дојдоа од далечни краишта и кои што се потомци токму на она позната фаланга на нашиот голем Александар Македонски. Токму наши гости денеска, јас на самиот почеток ја најавив Ангелина Маркос, но имаме уште едно изненадување. Наши гости се луѓето кои што долго време се занимаваат истражувајќи, анализирајќи и пишувајќи токму за античка Македонија, токму за древна Македонија, Македонија од времето на Филип II Македонски, Македонија од времето на Александар Македонски. Добар ден за и двајцата гости, Ангелина Маркус и господинот Ристо Поповски, кој што инаку е наш иселени, кој што живее и работи во Германија, но никако не ги напушта македонските корени, постојано истражува, пишува се за античка Македонија, за древна Македонија. Ете така да ви посакам едно добро утро, добар ден, нели зависно за кого. И веднаш да стартуваме за она што е актуелно деновиве, што е интересно, значи за хунзите. Вие исто и претходно имате доста сознание за овие наши далечни роднини. Односно, далечни во смисла дека далеко живеат, но се сепак наши блиски роднини. Просторно. Така, просторно кажано. Да. Повели, Ангелина. Тоа што се однесува за Александар Македонски, тоа е непобитно дека е најпопуларната личност во светот. Тоа е личност која што има оставено трајни траги во културата, во воената техника, комуникацијата меѓу народите, остварувањето на космолитската филозофија во поврзување на народите и друго. Но не се само хунзите кои што многу пријатно како голем настан за Македонија се случија сега, туку има 142 бројка на народи и племина кои што најзачестено во средниот век се до денеска пишуваат за подвизите на Александар и на македонците на македонската фаланга. Тоа е огромна бројка, тоа е скоро целиот свет на сите континенти. Многу е значајно дека во спомен на Александар ние имаме, го именуваат на различни начини Искандер. Например, заливот е Искандер. Искандер се викаат поголем број на неговите градови низ Азија и другите места. Шандор го викаат унгарците. Има повеќе имена прилагодени на сите. Само сакам сега да спомнам за некои од кавказските народи кои што му даваат Санадер имена. Јас имам направено еден попис на 8-9 карактеристични имена за Александар, кои што се служат не само хунзите, калашите, не во Бахтрија, не во Авганистан, не во Либија, секаде каде што останати се трагите од фалангата, што Александар ги разнесувал по светот. Многу значајно воопшто за македонците е тоа дека и после 2000-2300 години тие се чувствуваат како македонци. Тоа ние го видовме на дело овие денови, оваа недела, кога тие дојдоа во Македонија. Али не е таа прва врска, далеку порано траги, реков, во тие Александриди постојат, али постојат и во многу филмови што други народи и други држави ги правеле порано од нас. Така пред едно 20-22-3 години една шведска телевизија беше во посета на хунзите и тамо направи филм и тие изјавија дека многу е чудно што еве носиите што ги видовме тамо се сосема слични со носиите на фолклорната група на Истебање, која што била на светско такмичење. Везовите, начинот на игри, инструментите, сето тоа далеку пред ние сега тука да го констатираме или кога македонците одат тамо, веќе светските телевизии тоа го покажаа. Тоа се случи нешто покасно во 94 или 5 година, кога во Канада направија филм, ги посетија, па потоа беше Илија Чашуле, па беа и многу други, беа и грците да направат, да се истражува фолклорот, да се истражува начинот на живење, битот, инструментите, се тоа, везовите, накитот, кои што се еднакви со потекло од тука, изворно од македонците. Ова недела
хунзите нас со голема срдечност, со голема организираност ни покажа што се тоа македонци. Една неверојатна елоквентност, тоа се гледа дека се потомци на најголемите оратори од Македонија, како да вчера излегле од лицеумите на Аристотел, кај што учеле говорништво, тие се представија дека нивната крв, тоа што го носат во себе, никој не може да го одречи. Тие се македонци и сегде по светот кај што ќе одат ќе кажуваат дека се македонци од фалангата на Александар Македонски. Многу впечатливо беше тоа што вика овде кога стигнавме го осетивме македонскиот дух и ние изгубивме поим за времето, како што нашите предци, Александровите војници изгубиле поими и за времето и за просторот и останале тука оддалечени 18-20 километри од матичната земја од Македонија. Ние вели секој ден се прашуваме кој ден беше денеска и не ни се враќа назад. Мислам дека тоа што го видовме, тоа што го почувствувавме, тоа што тие го кажа, го изнесоа, е значајно за потврдување на македонскиот идентитет, кој што се повеќе се иде на тоа, милениуми го освојуваат, го негираат, али и покрај тоа македонците си се македонци. Али многу луѓе имаше дојдено вчера во соборниот храм со томови книги во рацете. Ташко Белчев, па Кристефов од Торонто дошол со нови книги, дошле тоа беше Васил Вилјов и уште многу луѓе кои што 20-тина чекаја да им ги врачат подароците. И уште еден гест на македонците да дадат нешто свое од душа, али најмногу да ги запознаат со тоа што се случува, што се пишува, кои се тие луѓе кои што заедно со нив во светот сакаат да покажат македонски идентитет. Тоа се калашите. Токму тоа сакам да прашам господинот Ристо Поповски, значи кои се фактите, аргументите со кои што на светот ќе му кажеме, ќе му докажеме, ќе му покажеме кои сме, нели? Дека сме ние токму потомците од времето на Александар Македонски, оние антички македонци. Кои се фактите? Особено во време кога имаме проблеми какви што имаме. Да, сега имаме големи проблеми, меѓутоа проблемите можат многу лесно да се решат, зашто постојат огромни факти во целата историја на светот, пишуваат милиони книги се напишани за Македонија. Можам да ви кажам дека неверојатно во Германија ако одите, ќе видите еден рафт за германската историја, ама ќе видите цел спрат само за македонската историја што пишува. Таа некаде фигурира како грчка, меѓутоа ние е познато дека грците се само 170 години стари. Тие немаат ништо заедничко со антиката. Со антиката има само македонскиот народ. И во тоа е целиот проблем со кој сега Македонија се сучат. Да појдеме тогаш према ханзите, кои вчера лично ги видов, дојдов ради нив исто така, да го видам мојот македонски цар и бев многу воодушевен, тие многу срдачно, чисто македонски се однесуваа према нас, како да сме браќа, како да сме еден народ. Тоа тие го докажаа вчера. И едниот кажа, вика, ако лаже, вика, било што друго, вика, ма крвта не лаже. Така да ние, сигурно, ако размислуваме како Александар стигнал тамо, затоа што тие денеска мислат према историските податоци дека тие останале од Македонија, тргнале во Ханза и останале тамо како војска на Александар. Јас тоа би го прифатил, меѓутоа сум друго мислење дека тие не останале таму, останал еден дел од војската, меѓутоа Александар, ако оние што читале доста за Александар, тоа е најчитана книга после Библијата. Сите книги за Александар се најчитани книги во светот после Библијата. Така да има многу писатели, ја мислам над 1000 писатели има кои пишувале за Александар Македонски. И ако целата таа архива, која прегледаме и прочитаме, ќе видиме дека Александар Македонски фактички бил долго очекуваниот Божји син, кој тргнува на патот на кој пред тоа другите Божји синови тргнале како Дионис, прво Македон, па Дионис, па Херакле, и Александар морал да тргне на тој пат, затоа што светот го очекува Божјиот син да се роди, да им даде надеж како нас Исус
Христос што ни даде и така натака. Он тргнува на тој пат во една експедиција за да се го види својот народ. И вчера она што го видов со ханзите кои дојдоа и они раскажуваа како беа дочекани низ Македонија и така како срдачно на сите места и тоа. Јас одма се сетив на она што Александар го доживеел на патот од Македонија од Пела, која тргнал, која идел во тие места да си ги види своите македонци, својот народ да го види, да се представи пред нив. И тоа ме посети на него, на неговото патување. Овие го сега после 23 века го доживеа истото чувство како што го доживеа и Александар Македонски. Така да ние, слушајќи тие раскази нивни, Александар кога тргна на тој пат, он стигнал до сите, наравно дека сите македонци не го дочекувале. Некои били против. Денеска имаме за секоја работа плюс и минус, што ви кажа. Едни се за, едни против, нели? Така да и тогаш не го прифаќале Александар и доаѓало до војни. Треба да се знае исто митологијата, да се знае дека Македон е едниот син на Зевс и Персе е другиот син, од кои едните се македонци, другите се персијанци, фактички се браќа по род и така. Така да Александар кога отишол, тој стигнал до Индија и го обединил светот. Со тоа ги обединил и македонците. Пошто сега би прешол на книгиве малце што ги пишував. Така да, ваша преокупација, значи... Важно дека ханзите нема никаков сомневање дека тие не се македонци. Ние сме од иста крв. И ние ќе гледаме тоа да го сочуваме и да соработуваме со нив, да ги помогнеме, они со нас да соработуваат. Јас им предложив да напишат една книга за патувањето нивно, кога се надевам дека ќе биде еден бестселер за Македонија, дека сите ќе читаат. Оти тоа е многу интересантно, они како тоа го доживеле. Да, тоа ќе биде многу интересантно. Сега јас би сакал да кажам уште нешто, дека овие сите проучувања, читања, 15 години нон-стоп се занимавам со Македонија. Значи, што беше поводот? Кога беше моментот кога се заинтригиравте за нашите антички корени? Што е она што допре до вас? Сега ќе ви кажам како тоа се почнало. Кога 1991 година Македонија се осамостали, грците почна да не негираат и почна да прават проблеми со Македонија. Јас, како едно момче кое е родено во Беломорска Македонија, во село Пъпли, бев протеран од моето огниште со мојата мајка. Татко ми загина на планината Грамос и ние бевме избегани во Албанија. Од Албанија се најдовме во Полска. Од тамо после 10 години 58 се вративме во Македонија во Скопје, а 68 веќе заминав за Германија. Јас само 10 години сум живеел во Македонија. Иначе моето патување веćinom целото низ цел свет само што најмалку сум во Македонија. Најмногу се чувствувате македонец и најмногу ја сакате Македонија. И затоа што сум надвор од неа, се прашав кој сум, што сум и кои сме ние и зашто грците нас не негираат. И приликом тоа испитување ги дознав сите тајни и многу работи расчистив кој сме и што сме и како сме. И така почнав, го сретнав Симе Пандевски, кој дојде од Канада, беше кај мене во Германија, седеше 6 месеци, правевме разни муабети и тој ми даде потик да се заинтересирам поише за македонската историја. И од тука почнувам да истражувам. И тој беше моторот кој ми даде сила да јас да, што јас сега почнав и да пишувам книги и така. И првата книга се сретна со Пандил Костовски и разменавме доста размишљања, материјали и така натака и на крајот направивме една книга која се викаше Александар Македонски и македонизмот. Тој збор македонизам е тогаш и прв пат во историјата на Македонија запишан. Таков збор не постоеше. Така да ние го ведовме македонизмот, затоа што тоа си е правото и место на тој збор во Македонија. И ние напишеме Александар Македонски, која беше многу добра книга и која многу луѓе ја бараат и ја читаат. После тоа имав среќа да се запознам со госпоѓата Ангелина Маркус и со незе можам да кажам дека е една од најврвните македонки. Вистинска македонка, таа е Клеопатра. И книгата ја пишувам Клеопатра после тоа пошто имав за Александар, имав за Филип и сега требаше да се крајот да се види
до кај се нашите македонски династии и почнав за Клеопатра да пишувам и мислам дека напишав една добра книга со која многу за прв пат се покажани царските лози тука, кои биле низ целото царство, за да се разбери кои се македонците и што се. Познато е дека царски лози само македонците воделе и египчаните. Други царски лози нема, другите се изфалсифицирани, некои се уфрлуваат на сила во историјата, меѓутоа царските лози се гледаат секаде ги има македонските. Така да и историјата е целата изфалсифицирана, ама од дел од тоа изфалсификување ние можеме да си ја препознаеме нашата македонска историја. Тоа ќе пишуваме во другите книги, затоа што не може во... Ова беше важно да се научиш за антиката, кои сме, што сме до Клеопатра. Се од Клеопатра ќе пишуваме за другите периоди, како она што го викаат оне византиска, пошто Византија никогаш не постоела, немала држава Византија, тоа е еден град кој се викал Визант, во кој живееле македонските цареви, цари град по наше македонско кажано, тука до 16 Константин 16. Константин 14, да. убиен од турците. Да, тој до 1453 година владеат македонците. Во цела Турција, во цела Југославија, така наречена, и во дел од Италија, Сицилија и така. До тогаш се е под македонска контрола. И ние денеска треба да прашаме овие што не лажат. Како се викаат местата во Турција да одиме? Има, јас ги знам кои места се и како се вика, тоа се чита, ама тие целата топономија е променија, кој што променија во Грција, кој што променија и во Албанија. Каде год ќе копнете вие во земја, не излегуваат артефакти било какви од било кој некои си племења што тие кажуваат, тие не постојат, излегуваат само македонски артефакти. Нема друг. Така древните корени, новие простори се на сите простори нема од Шпанија до Индија се македонски. Нема друг народ. И македонците се тепале меѓу себе, пошто немало со кого друг. Така и да царевите наши. Династички. Да, и царевите наши се тепале меѓу себе за превласт и за кој да го поседува телото на Александар Македонски. Водели војни за тоа. За гробот, кај да го стават. И тоа било масовно, луѓето македонците иделе тамо да го видат. Илјадници се собираат. По денеска што имаме пример во Мека, кој ќе се соберат овие кои идат на нивниот гроб на Мухамед. Така било и за Александар. Истото. Не било ништо друго. И затоа тие воделе дури војни кои да го земи за превласт. Така, и каде денеска според тебе ви пишени податоци, каде се наоѓа гробот на Александар Македонски? Гробот на Александар нема никош да го најдат. Зошто? Затоа што дали го имаме гробот од Македон, дали го имаме гробот од Дион, дали го имаме гробот од Херакле, дали го имаме гробот од Александар, од Исус Христос, ги нема гробовите. Тие гробови се нашата тајна митологија за која нашата вера денеска која ние во неја заверуваме христијанска, таа лежи на македонското. Затоа што целата оригинал е како е направена, таа е од времето уште од тие времења до денес со мали измени ги имаат направено, со коригирање на некои работи верски, меѓутоа се гледа дека корените се тие од таму и гробовите нивни ги нема затоа што мислат после смртта неговото тело воскрснало и заминало на оној свет. И така имаме слика од Александар Македонски во тронто таму во катедралата, вонатре го има како птици го носат, Божји птици го носат Александар во небото. Така да во интерес на времето, јас се извинувам, би сакала да се подсетиме и на другите убави дела на Ангелина Маркос. Јас само ќе напоминам дека за кратко време неколку книги ви излега од печат, како што е Алкомена, но претходно беше Аристотел Македонецот, беше Македон и македонците, исхраната на древните македонци, Филип II Македонецот, македонската древна медицина и ред други. Се во фокус значи на таа древна Македонија, накусо за овие книги. Прашањето за книгиве кај мене иде лесно и брзо заради тоа што цела таа материја јас темелно ја познавам целиот мој живот како во дремење да го поминав, јас ги складирав во мојата свест. Сите тие податоци сега е многу лесно да се излечат во еден континуитет и
на еден филозофски начин да се обединат, да се види како тие едно со друго. Ако има цареви, царевите имат палати, ако имале палати, имат уметност, ако имале уметност, имат филозофија, ако имат филозофија, имат наука, што му е дадена да направат оружје, накити, да направат облеки, да направат се она што го овозможува животот и го тера напред. Мислам дека баш македонците од периодот на Филип и Александар имаат создадено трајни вредности во уметноста. Тоа се статуите од цела една тајфа на македонски скулптури, па мозаиците, па палатите, па црквите. Вчера хунзите рекоа вака: од се што видовме, многу ни се бенди со архитектурата, дека и тамо кај нив е иста со чардаци каква што е, али ни направија впечаток црквите македонски. Немавме можности, а сигурно ќе имаме соработка за да им кажеме дека македонските цркви се олицетворение на палатите на царевите, од каде што статуите се покажаа како фрески на зидовите, како мозаиците кои што рипнеа под зидовите, по небосводите, за да е поврза таа уметност која што беше стегана секаде по македонските градови ширум по светот, богато растурена. Овој пат ние ја гледаме збиена во црквите од каде што корените хунзите си ги виделе и тие не припаѓаат на христијанската вера, али се повеќе и повеќе се доближуваат до неа, сваќајќи го своето потекло. Инаку книгите. Јас во Аристотел си дадов една задача, родословието да го видам, не само на Аристотел, родословие на уметниците, родословие на ораторите, родословие на царевите, родословието на сите македонци поврзани со Аристотел во местото кога се создавала светската наука. Како татко на сите науки, тој имал цело време по 40 соработници кои што пишувале, препишувале, а тоа се царските другари, тоа се кнезовите што покасно ја ширеле таа наука по светот. Потоа во Алкомена имам исто така офатено дел Пелагонија. Тоа се царствата. Евридика е мајката на Филип. Кога Евридика се омажила и отишла во Пела, тогаш врската помеѓу принцевите на Филиповото кралско семејство и линкестидите, пелагонците, станали уште почврсти и тогаш ни ги даваат сите генерали соработници на Филип, сите царски другари, на Александар. Зашто? Парменион, Антипатар, Атал, Кратер, тие генерали на Филип што соработувале, тие се исти генерали и на Александар, заедно со нивните синови и така се шири македонскиот дух, македонската наука, македонскиот накид, македонското оружје, македонскиот начин на живење, кој што секаде во рурални услови ќе го видиме. Исхраната на древните македонци оди во прилог. Еве како тие се поврзуваат филозофите, театрите, медицината, царевите. Во исхраната сите тие артефакти што ги најдуваме, разни грнци, разни садови, златни ексези, уште пред 2000 години, уште од времето кај Архела и кај Филипа, кај Аминта се најдувале на масите кога славеле македонците, ќе ми кажат дека постоела некоја нова, некоја стара, не знам каква, европска култура, кога во тоа време, кога нашите цареви и трпезите биле преполни со најсовремени облици на садови за употреба, за готвење, дури 2000 покасно, до 16-17 век ги гледавме и по филмовите и по литературата, ги покажуваат европските цареви како черечат месо со раце, ги кинат. А она што е софистицирано, точно тоа е поврзано со македонската династија, царствата, палатите, заради тоа што секој град тоа го содржи. Сега издадовме и книгата за Тополчани во срцето на Пелагонија. Јас на некој начин во сите книги почнувам од преисторијата, од големата мајка, па Македон навамо, па царствата, па филозофиите. И тоа можеме да го видиме и во Алкомена, и во Тополчани, дека се пелагониски царови, тој круг на сите тие градови, почнувајќи Хераклеја, па Пелагонија во Гонче, па Астибера, па Алкомена, па Хискана, сите до Лихнида, до Керамиде. Тие кругови
на блиски и оддалечени, на 3-4 и на 10 до 15 километри градовите на македонските племина што станале царства, тие имале заеднички третман на животот сличен како хунзите што сега го имаат. Исти накити, исти оражија, истите грци, ѓумови, се тоа што било присутно. И јазикот, и обичаите, сето тоа. Јас се осврнав на судбината на селото, на војните кои што поминале, корените, стибера, артефактите и се задржав на црквата, која што сите цркви во Македонија се жариште на културното живење и тамо ги има фреските, тоа нешто нечувено богатство во 18-19 век. Црквите во Македонија се најголем доказ за античкото потекло на македонците. И јас тамо во моето село, во Тополчани, во црквата, го најдов архангел, облечен во хламида, на рацете лавја глава, тамо ги видов ангелите, тамо ги видов сонцата од плочи пред олтарот, сонца 16 краки, 6-7 видови на сонца, со кое што не само таа црква, сите цркви се на исти начин украсувани. Секаде каде што сум видела, ние го сретнуваме тоа македонското и што е сега нашата задача. Ние со Ристо соработуваме и еве сега имаме намера во најблиско време. Да откриеме од плановите нешто. Да, ние ја издадовме книгата за Филип Македонецот. Го имаме Александар Македонецот, Аристотел Македонецот, Клеопатра Македонката. Али Филип сега зголемен. Не обично, како што ни го покажува светската литература, тој бил варварин, што спорел со Демостен, што е добил битката на Херонеја и го убиле. Ама кај се тие околу него царски другави, принцеви? Филип не бил сам. Имал браќа, пред него двајца браќа од Евридика родени, па имал полубраќа уште тројца, па имал сестра, па имал. Сите тие имале принцеви. Први братучеди на Александар, на другите деца на Филип, имали други жени. Тој генот, широко, царскиот ген, присутен насекаде, не само во Македонија, во Пелагонија. Зашто? Како Аминта, што дошол во Линкестида, во Комена и во Стибера, се оженил и ги изродил децата и трајно е поврзал Пелагонија со Пела. Исто така, Филип отишол и од молосите Епир. Ја земал Олимпија и тамошните принцеви, тамошните први братучеди и други роднини со Александар отишле до крајот на светот, како што го викаме, до хунзите, од каде што царевите со иста наметка, вчера, завчера една недела, тука ни се шетаат со истите везови, со истите изрази, со истиот ум. Со доказот дека имаме нешто заедничко. Имаме заедничко. Ние би говорили уште најмалку 2 часа токму на темата на античка Македонија и древна Македонија, но времето не гази, веќе го куривме. Јас ви благодарам што бевте наши гости. Може ли уште 2 збора да кажам? Ајде и да завршиме. Така да кажам дека многу неправда се прави према Филип II. Така. Тој е најголемиот македонец, царот на македонците, тоа првиот цар на историјата на светот, затоа што тој под себе 12 македонски кралеви ги ставил, тоа се 12 македонски племиња и тој е прогласен за цар на македонците. И од него, неговата титула ја наследува неговиот син Александар Македонски. Се надевам дека тоа ќе земе место во вашето ново дело за да ги расветлиме овие работи. Благодарам уште еднаш што бевте наши гости и се надевам дека и во иднина ќе трагате по овие наши антички корени. И со новите книги. Со нови книги. И ќе повелете повторно во колос. Фала ви многу. Ви благодариме што ни овозможиште да кажеме нешто. Ние продолжуваме понатака, се силиме во урбаните случувања, се градеше центарот на Калино, повеќе зова од градските случувања.